Со буџет од 144 милиони динари, од кој основен во висина од 70 милиони динари, Општина Карвинци во 2024 година ќе асфалтира улици, ќе реконструира и гради спортски терени и детски игралишта. Годишниот буџет за текувната година е најголем досега, за 15 до 20% повисок од минатата година. Градоначалникот Виктор Паунов вели дека ова се должи на добрата реализација на проектите од минатата година, зашто се реализирани над 90% од капиталните проекти. Основен буџет кој што најголем процент и најголем дел е буџет креиран во делот на капиталните инвестиции. Речиси 50% од основниот буџет ќе бидат пари насочени кон граѓаните, кон инвестиции кои што ќе значат подобрување на квалитетот на живот во секој сегмент, од инфраструктура па до спортски терени, многу проекти кои што ќе значат навистина подобрување во секојдневието на граѓаните на општина Карвинци. Буџетот е креиран развоен, креиран од страна на повеќе институции, би рекол, вклучени организации, меѓу кои граѓаните преку различни форумски сесии, различни состаноци, се креирани идеи, се предложени навистина според дел проблемите, дел насоките во кој правец треба да се движи општина Карвинци. Во буџетот за оваа година се вклучени решенијата и идеите на граѓаните за секојдневните проблеми. Во прв план се комуналните проблеми кои граѓаните ги посочиле на состаноците и форумските сесии за креирање на буџетот. Преку тие форумски сесии ги исцрпивме проблеми кои што граѓаните ги чувствуваат на дневна основа, пред се одвиваат во делот на комуналната инфраструктура или проблемите кои што се од комунална природа, како собирањето на смет. Депониите веќе се расчистени, имаме еден проблем решен веќе во тој дел, ние на дива депонија не постои веќе во општина Карвинци, и сега се поставува прашањето функционирањето понатаму на јавното комунално претпријатие Плачковица во делот на изѓубрувањето. Овдека треба да поработиме и мислам дека во таа насока се одвиваше и во делот на идеите како да се реши тој проблем. Буџетот на општина Карвинци минатата година беше во висина од околу 138 милиони динари, а вклучуваше пред се проекти од областа на патната инфраструктура, спортот и спортската инфраструктура, подобрување на образованието и образовните објекти. Минатата година најмногу тежеше ставката за улици и патишта, околу 37 милиони динари.